Во ова издание на Newsflash ке гледате со какви се потешкоти се соочуваат меѓународните студенти со учење онлайн за време на пандемијата. Зошто Канада е атрактивна дестинација за мигрантите од Кина и Хонг Конг? Убер се здружи со шведско-кениската групација за електрични возила и тоа со Убер мотоцикли. Останете со нас и ќе дознаете. Почнуваме веднаш. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јован Чанаумовски. Милиони американци беа погодени од големата зимска бура која го погоди источниот дел на САД со обилни врнежи од снег и мраз, додека околу 130.000 домакинства останаа без електрична енергија. Националната метеоролошка служба соопшти дека бурата донела комбинација од обилен снег, замрзнат дожд и силни ветрови кои ги зафатиле југоисточниот и крајбрежниот дел на САД пред да се насочи кон Јужна Канада. Невремето предизвика торнада во Флорида и поплави во крајбрежните области, додека останатите делови беа погодени од мраз и силни ветрови кои предизвикаа загриженост. Транспортот беше сериозно нарушен и илјадници летови беа откажани, а дел од прометните меѓудржавни автопати беа затворени. Повеќе од 3.000 летови од и кон САД беа откажани во неделата. А од останатите вести. Поради загриженоста за растот на бројот на случаи со ковид, бројни универзитети во Калифорнија ја откажаа наставата и се префрли онлайн. Кристина Шевченко зборуваше со неколку меѓународни студенти за тешкотиите со кои се соочуваат за време на пандемијата. Повеќето студенти од универзитетите во Калифорнија беа среќни да се вратат на настава во студентските кампуси оваа есен, но новиот сој Омикрон принуди многу универзитети да се префрлат онлайн. Дерек, кој од Кина, живее во една од зградите при Универзитетот на Калифорнија, Лос Анџелес. Тој е студент по втора година на УКЛА и студира антропологија, но засега бил на настава во училница само еден семестар. I do very much enjoy. Сакам да сум на кампус со другите студенти. Уживам во дружењето, ми се допаѓа аспектот за социализирање, одење по ходници од училница во училница. Се чувствувам мотивиран да учам од кампус. Учам повеќе отколку кога сме на часови на интернет. Но сега Дерек, како и илјадници негови соученици, ќе се врати во неговата соба и ќе биде пред компјутер. In fact, if winter and spring are both. Ако и зимата и пролета наставата се одвива онлайн, тогаш во време кога ќе дипломирам, ќе минам значи само еден квартал на кампус. Тоа е жално. 21-годишниот Џон живее во куќа со повеќе други студенти. Кога дознале дека се враќаат на настава онлайн, почувствувале стрес. Nobody learns anything. Никој не учи ништо. Не учите ништо. Половина од времето може да сте приклучени на Zoom и да правите друга работа. За сега 7 универзитети на Калифорнија, Стенфорд и Универзитетот на Јужна Калифорнија меѓу нив, најавија дека се префрлаат онлайн. Згоре на тоа, универзитетите ќе бараат потврда за трета доза кога ќе треба да се вратат во училниците. Но барањето за трета доза представува помала загриженост за некои студенти од цената што ја плаќаат за школувањето. Меѓународниот студент Дерек плаќа околу $40,000 за образование годишно. Смета дека наставата онлайн не треба да го чини толку пари. But certainly as a student. Како студент не мислам дека е фер да плаќам олку висока школарина. Гласот на Америка побара од УКЛА и Универзитетот на Јужна Калифорнија да одговорат дали планираат да ги намалат школарините за студентите кои учат онлайн, но не доби одговор. За сега, универзитетите планираат да продолжат онлайн наставата само неколку недели. Тоа е добра вест за многумина. Дури ако си фокусиран и мотивиран на онлайн наставата, тоа не е замена за училницата. Многу студенти едноставно сакаат да се вратат во училниците. Со години Канада е атрактивна дестинација за луѓето од Хонг Конг и Кина, кои што мигрираат поради разни причини, од економски до политички. Еве зашто станува спор. Хуа Јанг нема друга опција освен да замине од Кина. Поради мојата работа со уметноста бев на мета на владата. Немав избор освен да ја напуштам татковината. Вели дека кинеските власти му се заканувале, го апселе неколку пати во кампови за принудна работа минал 15 месеци. Сега бара азил во Канада. Во Канада живеат големи заедници на имигранти. Само во Ванкувер 20% од популацијата е од кинеско потекло. Многумина дошле за образовни и економски можности, но другите како Хуа
се преселиле во Канада во потрага по политичко прибежиште. Во реалноста мислам дека немаме човекови права во Кина. Во 2020 Кина усвои нов закон за национална безбедност, чија мета беа луѓе кои беа одговорни за акти на субверзија или тероризам, при што ја ограничи слободата на говорот и можноста за собир. Државните медиуми на Пекинг објавија дека таков закон е потребен за да се заштитат граѓаните по месеци насилни продемократски протести во Хонг Конг. Како одговор на новиот закон за безбедноста, Канада креираше работна дозвола и нови начини до стекнување постојано жителство за жителите од Хонг Конг. Имиграционите адвокати беа наголемо барани од жителите на Хонг Конг кои сакаат да заминат. Канада прими повеќе од 3000 апликации за разни визи од жители од Хонг Конг во првиот квартал од важењето на програмата. Дури 335.000 жители од Хонг Конг се преселија во Канада пред британската влада да ја предаде поранешната колонија на управување на Кина 1997. The expected tsunami. Очекуваното цунами од апликации од Хонг Конг за Канада, вклучувајќи го и барањето за државјанство, не се случи. Тоа значи нема потреба од брзање. Една од најверојатните причини е што многу жители на Хонг Конг веќе имаат канадски пасоши и може да се вратат во Канада во било кое време. Иако бранот на преселба не се случи според очекувањето, Reuters објави дека жителите на Хонг Конг лани префрлиле капитал во висина од над 40 милиарди долари. Се чувствувам безбеден, слободен, имам слобода на изразување. Што е една од причините зошто Хуа и други од Хонг Конг одлучиле да живеат и да станат државјани на Канада. Компанијата Uber се здружи со шведско-кениската групација за електрични возила Opibus за распоредување 3000 електрични мотоцикли во Кенија и регионот во 2022 година. Пременувањето на електрични возила би можело значително да го намали загадувањето на воздухот. Џума Мајанга известува од Кенија. Джозефат Мутисо носи патник на својот бешумен електричен мотор без да испушта чат низ улиците во Најроби. Исто како и во повеќето градови низ Африка, таксистите со мотори ги има на речиси секој агол. Мутисо е меѓу првите возачи овде што се префрлиле од фосилни горива на електрични мотоцикли, благодарение на партнерството меѓу Uber и Opibus. Ова е многу ефикасно. Дури е полесно да се вози. Нема многу контроли, има само газ. Единственото нешто на што се фокусирате е само предната и задната сопирачка. На тој начин ви дава уште поголема контрола над мотоциклот. Лесен е и не вибрира. И на клиентите им се допаѓа. Таксистите со мотоцикли исто така ги нарекуваат бода-бода и се почести како јавен превоз во градовите низ Африка. Бројот на ново регистрирани мотоцикли како такси возила беше проценет во 2018 година на 1,5 милиони и веројатно ќе порасне на 5 милиони до 2030 година. Повеќето се неефикасни и загадуваат. Студиите покажуваат дека возачите на електрични мотоцикли можат повеќе од двојно да го зголемат својот приход. Програмата за животна средина на Обединетите нации во март го започна првиот проект за електрични велосипеди во Кенија. Партнерството меѓу Uber и Opibus се обидува да ја забрза таа промена. Целиот свет се повеќе се наклонува кон електричните возила поради климатските промени. Таргетирањето на Африка и африканските земји исто така е дел од тоа движење. Сите се движиме кон чиста енергија, по зелена економија. А тоа можеме да го направиме само ако сите се здружиме и ги зајакнеме и изградиме капацитетите на локално ниво. Експертите велат дека глобалното движење кон електричната технологија е од суштинско значење за нашата иднина. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јованчо Наумовски од студиото во Вашингтон. Пријатно.